Ке се вратат ли младите да работат и живеат на село? Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трифуновски денеска потенцираше дека државата активно работи на стимулирање на земјоделците со посебен акцент на младите брачни парови кои ќе се вклучат во земјоделскиот процес и ќе се вратат да живеат на село. Како што додаде тој, со новиот закон земјоделството повеќе не се гледа како социјална категорија, туку како почитувана професија која заслужува вистинско внимание. Она што државата го работи е за да ги стимулира и да првично ги помогне во делот на земјоделството. Она што ќе го воведеме како новина во 2026 година со новиот закон е со посериозна поддршка на млади брачни парови кои што ќе влезат во земјоделскиот процес и ќе се вратат на живот на село. Да скратам, нашата интенција е да први покажеме дека земјоделството може да биде рентабилна гранка и тоа мислам дека во изминатите месеци преку низа на земјоделски производи го докажавме. Дополнително ги стимулираме финансиски за да отпочнат сопствен бизнис и на тој начин да ги вратиме во делот на земјоделството. Јас вложувам многу напор, јас и мојот тим и владата пред се, да покажеме дека категоријата земјоделец не е повеќе социјална категорија, не е нешто што е валкано и што не заслужува внимание, напротив, тоа е една благородна професија која што навистина заслужува внимание и ќе го добие потребното внимание со цел да го зголемиме производството и за домашната потрошувачка, меѓутоа и за да го зголемиме извозот, како што и веќе првичните показатели покажуваат дека имаме раст во првиот квартал од 25. Трифуновски останува дециден дека довербата во институциите пополека се враќа. Вели дека со тоа младите луѓе гледаат дека работата во земјоделството може да биде профитабилна. Причината за напуштање на младите од секторот земјоделство е затоа што во изминатите години сите бевме сведоци дека рентабилноста во делот на земјоделското производство беше еднакво на нула, дури со минус, односно со загуба работеа сите кои што досега екзистира. Гледајќи го тој аспект, младите заменуваат во некоја друга гранка или ја напуштаат државата. Она што изминативе една година како влада го работиме, спомена во моето обраќање, вративме довербата во институциите. За подсетување, Министерството партнерски работеше во делот на откупот и пласманот на земјоделските производи. Споменав неколку култури кои што добија многу повисоки цени за разлика од минатото, што значи дека самите земјоделци работат со позитива, односно производната цена е зголемена за одреден процент како добивка во делот оно кој што го имаат вложено како труд. И мислам дека таа довера полека е веќе го достигнува нивото кое што го заслужува, а со тоа и младите луѓе гледаат дека работата во земјоделството не е со негатива, него може да биде профитабилно. Со новите иницијативи понатаму што останува како прашање дали земјоделството ќе стане вистинска опција за младите или ќе продолжат да напуштаат оваа гранка во потрага по подобри услови. Дали оваа поддршка ќе ги мотивира младите да се вратат на село?